Потпишан билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија. Шефицата на бугарската дипломатија јасно порача дека нема отстапки од позицијата дека не го признаваат македонскиот јазик и дека тоа ќе биде забележано со секој документ во интегративниот процес на Македонија со Европска унија, наспроти уверувањата од македонската власт дека јазикот ќе остане чист без никакви фусноти и додатоци. Преговорите ќе започнат дури откако ќе ги вметнеме бугарите во уставот, а нов француски предлог нема и нема простор за промена во постојниот. Според бугарското МНР, од сега во ниту еден документ во пристапниот процес македонскиот јазик не може да биде прифатен од Бугарија и затоа во понеделник ќе достават унилатерална декларација на состанокот на постојаниот комитет. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония България не признава техния официален език. Това обаче е малко по-специфично в контекста на останалите 26 държави членки на Европейския съюз, като те имат своята позиция и по никакъв начин не може да ги задължим да приемат нашата официална позиция. Генчовска истакна и дека во протоколот што денес е потпишан има конкретни рокови кои се дел од преговарачката рамка. Дека вметнувањето на бугарите во уставот е услов да се одржи и втората меѓувладина седница и да продолжи скрининг процесот, брифираше и Османи пред да замине за Софија. Од вторник имаме година и пол да ја исполниме оваа обврска. Османи кажа дека протоколот ќе се заснова на принцип на реципроцитет, односно дека двете држави ќе имаат обврска да го исполнуваат она што едногласно ќе го одлучи Мешовитата комисија, како менување на учебниците и обележјата на спомениците. Ставовите со Бугарија за промена на учебниците треба да се усогласат до 2024-2025 година. Сепак, иако Османи вети дека за да го испочитува джентлменскиот договор со Софија, ќе го објави протоколот по потпишувањето. Денес, од првиот човек на македонската дипломатија, добивме повторно само уверување дека сме добиле историска шанса. За нас е историска можност исто така, што после 17 години кандидатски статус Република Северна Македонија добива можност да ги почне преговорите уште утре, задутре со Европската Унија, со што почнува последната фаза од нашето пристапување во Европската Унија. Се надеваме, како што реков, и овој билатерален процес на соработка со Република Бугарија, меѓутоа и другиот пат на пристапни преговори со Европската Унија ќе овозможат поблиска соработка помеѓу нашите две држави. Потпишувањето на протоколот и состанокот на меѓувладината комисија следуваат откако вчера францускиот предлог беше одобрен од страна на владата по усвојувањето на заклучоците во македонското собрание. Според сигналите од Бугарија, протоколот ќе бил објавен дури во вторник.